сте го разбрале и не сте вие крив. Бидејќи предлагачот, ништо од ова што вие го кажавте, како став, размислување или заклучок, перцепција, како да го наречеме, или она што јас го кажувам, не го офати во нивното излагање. Не сте вие крив. Прво, да, се сложувам. Дозволете само најкратко што можам да ви објаснам. Ова што вие го кажавте, офатено е со постојното законско решение. Мене тоа ми беше поинта, се е офатено постојното. Да не испаднеме дека погрешно информираме, не е Бехтел Ленка, туку инвеститорот, а тоа е во нашиот случај ЈПДП. Тие понесуваат до владата и владата секако постапува. Бидејќи за јавниот повик, кај што велите вие со електронска постапка и така натаму, си офатено во став 5 од постојното законско решение. И постојното законско решение има став 6, кај што вика од посебен интерес, што се важни проекти, како што е овој. Доколку има потреба на вистина да се фокусираат активностите, чекорите и така натаму, си е пропишена постапка. Во таа постапка, како што читав да не го повторам повторно, во таа постапка е исто така обрзана. И исто така има кратки рокови, кои што ги кажавме. Но клучниот момент е членот 14. Задолжително постапката укажува на членот 14, токму во државата и органите вие што ги посочивте, кај што треба постапуваат. Со предлог законот сега што ни е пред нас, државата и институциите не постапуваат. Тоа е мојата замерка, тоа е наша, истата грижа ја имаме, и јас и вие. Бидејќи тоа се офаќа, да не ги читаме повторно. Дури во ова законско решение со членот 14 став 8 вели, доколку таму има офатено сите постапки како што доаѓа, доколку вика на крајот ниту еден од државните институции што се направени таму нема доставено мислење, се смета дека е позитивно. Значи ништо нема, само треба државата, администрацијата, министерот и владата да си вршат работата и ќе немаме никаков проблем. Со овој предлог закон вели, оваа власт е неспособна, овие институции немаат никакви резултати, ако чекаме од нив, ќе ни трае 3 години подоцна повеќе автопатот, затоа имаме потреба цела оваа постапка да ја шкртнеме. За тоа станува збор. Ви благодарам. Благодарам, почитам.